Ја мислам дека ќе се сега со зголемувањето или со проширувањето на власта ќе биде малку полесно да се функционира, меѓутоа ќе имаме други проблеми. И тие проблеми ќе бидат воглавно, јас ги гледам во поголемата владеачка партија СДСМ, каде што со новиот председател би требало да имаме поголеми поместувања, промени внатре на личности на луѓе. Значи, внатрешно партиската енергија ќе се троши таму наместо во институциите. Треба да се прво консолидира партијата. Да, господинот Ковачевски ќе треба да се стекне со авторитет во самата политичка партија и да ги убеди нивните членови и поддржувачи дека тој е правниот човек кој треба да ја води партијата и влада. Тој пат не е лесен по примерот на сите досегашни промени, нели? Ќе му биде малку, грейс период. Да, ќе му биде малку полесно поради тоа ќе трпи државата. Ќе му биде ќе му биде малку полесно пошто како инструмент ќе ја има власта и ќе може малку порелаксирано да ги на некој начин да ги смирува тие внатрепартиски препукувања со давање на функции, давање на... Ќе треба време да се стабилизира, а кога е партија на власт, тоа малку потешко оди веројатно, кога е во опозиција нема каде па се обединуваат силите, бидејќи целта им е заедничка. Но според ова што го кажувате, нема причина ВМРО, ДПМН и Мицкоски да жалат што не ја земаја раководната палка во државата? Видете, по мое гледување на работиве, ја мислам дека Мицковски направи стратешка грешка со обидот за преземање на власта на тој начин. Тој локален изборен резултат со победа, фантастична победа може да се каже и неочекувано и за самото ВМРО ДПМН, го претвори во неуспех. Поради тоа што целата таа организација, целиот тој обид заврши со неславен резултат но им се брза на избори, претпоставам и поради изборните резултати, таа граѓанска еуфорија изборна да се трансформира и во парламентарни избори. Тоа не значи дека тоа ќе се случи. Има некои индици веројатно, но ако помине малку подолго време и не испорачаат и новите градоначалници, нели сега од опозицијата до вчерашна, сега се тие нели власт во општините, тогаш ќе би било претпоставам контрапродуктивно. Да, веројатно таму доаѓа инсистирањето на избори. Како поминува време, ова што велите и мотивот е веќе спласнува изгледа. Согледуваат сите дека реалноста е поинака. Што се случи со Реджепи? Беше пратеникот ни ваму ни таму, што го снема? Па, видете, ја гледам преголема морална криза и во потегот на БЕСА како политичка партија, која беше насапи во коалиција со СДСМ и тие 4 пратеници на некој начин и по моје видување, по моја анализа, се подарени од страна на СДСМ на тој на таа предизборна коалиција на БЕСА и тие во првиот момент кога гледаа можност дека можеби работите не идат како што оние ги замислуваат, на време да го напуштат бродот. Да. И тоа беше за мене како прво не беше во ред, во коректноста на однесувањето. Нема коректност во политиката, но зошто па има, зошто БЕСА ја можеби во овие водства што ние сме малку навикнати политички не гледам многу коректност. Ако гледаме во Шведска, во Холандија, во Германија, нели, каде што без голем проблем како велат семафор коалицијата, 3 различни идеолошки некои матрици, па направија брзо влада, нели? Тоа е сепак една друга традиција демократска. Погреши ли БЕСА што ја напушти коалицијата? Како партија, дали губи партијата само по себе или ќе се задоволи со
прво место на лидерот и уште некој таму општинско во Тетово и во... Ја мислам дека допрва Беса ќе ја разбере стратешката грешка што ја направи. Тоа беше Реджепи, значи на време се престрои од оваа партија, Па, ако може. ако гледаме по малку резултати, на шега, да. малку сериозно да анализираме. Ако гледаме по резултати, да, тој беше човекот што беше го најде вистинската страна, ако зборуваме без коректност. Но тоа што сакам да го кажам јас, ние во нашата политичка сцена можеби немаме политичка коректност во однесување, во правење коалиции, во изнаоѓање на заеднички цели. Но ние не треба тоа не значи дека ние треба да го прифатиме како такво. Ние посебно медиумите, ние кои учествуваме во јавниот простор, треба да се стремиме кон подобра политичка сцена со укажување на примери на тие етички, морални, на кредибилитетот, на недостигот на кредибилитетот на политичките челници и да им го укажуваме тоа. И да воспоставиме некои очекувања кон нив, па после пресингот кон нив да биде поголем за оние да ги стигнат тие. На ниски гранки е политичката култура, генерално? За жал да, но тоа не значи дека ние треба да го прифатиме како такво. И да не бараме друго политичко однесување. Дека дуе предолго на власт, они ги победуваат во избори. Значи, бројките на крај кажуваат. А после овие локални избори од 2021 видовме, значи, пошто пракса е некако во Република Северна Македонија да имаме мерило парламентарните кои ќе ги добие и локалните, и обратно. Така и се случи. 2016 имавме нова влада. 2017 доминираше СДСМ. Потоа, сега со овие избори, значи, на предвремените 2020, сепак дуи и... По таа аналогија, сега на наредните парламентарни треба ДПМН да преземе палката? ДПМН треба да сега со тоа еуфорија, значи со тоа еуфорија што ги добија повеќето број на општините и седна на фотелите, на градоначалничките фотели, значи треба првен да видиме како што ќе направат. Пошто промените сепак ги чекам во секоја општина. А зошто потврдија, значи, овие сите анкети или прогнози, може да се каже дека не се гласаше тука само што не се парламентарни, треба да ги делиме парламентарни и локални. Да, но луѓето кај нас се навикнати веројатно излегуваат гласа против или не гласа, нели? Зошто да се, ако сгрешил, значи градоначалникот во X општина. Не може да страда цела партија, мислите? Не за цела партија, не може да страда и градоначалникот од другата општина. А, така. Значи тука некако гледаме ние само едно. А тие сгрешија, Овие се добри, ама кога се добри? Кога ќе бидат добри? Значи, така излегува дека лесно се пали гласачкото тело, многу брзо ги менува ставовите. Не се пали многу лесно, туку поради тоа што не се задоволни некако на некој начин да кажам граѓаните воопшто и затоа и неопределените последното време не излегуваат ни да гласат. Пошто секој ќе рече зошто да гласам кога се е исто. И бројките се такви. Покажа не видео, ми се чини само слика без изјави, или немаше од претседателот на ДУИ изјава, имаше од претседателот на ВМРО ДПМН средба меѓу Ахмети и Мицкоски. Некои медиуми на албански јазик во Македонија шпекулираа дека можна е рекомпонирање после ова неуспехот на првото рекомпонирање на владата во парламентот без избори, ВМРО и ДУИ да се најдат во новата власт без избори. Можно ли е тоа? Неколку пати, значи, пред да се објави таа слика, без коментар, од ДУИ е кажано дека имаме стабилно мнозинство. Ако има стабилно мнозинство со оваа гарнитура, и сега што е приклучено и алијанса со 4 пратеници, значи нема и време за избори веќе. Подобре да се тера до крај овој мандат. Ова е едно општество за сите, има ли шанси? Секако дека во Македонија ние сме мултиетничка држава. Тоа не е од денеска, тоа е од поодамна, многу одамна. Значи, зошто да нема едно општество за сите и сите да ги почитуваме своите етнички култури?
Јас ако ја почитувам мојата култура, значи ќе ја почитувам и на другите. Се почитуваме меѓу себе, не е проблем. Граѓаните сите сме слободни за и сплотени во едно, и достоинствени. Значи не ни е проблем никаков. Се излегуваме надвор од државата, значи гледаме дека таму има и повеќе мешаност. За разлика од Македонија. Сафет Зекири, што е ли вашиот аналитички нерв? Ќе издржи ли оваа влада сега со алтернатива во услови кога и до сега собранието не функционираше? Ќе се влечат вака уште 2 години без некоја реформа, без можност, без капацитет, нешто радикално да се промени во сферата, не знам, на здравствено образование, на корупција и така натаму? Или сепак ќе мора да се оди некаде до година, пролет или на есен за локални избори, ако опозицијата продолжи конструктивно или деструктивно се едно со 5000 амандмани, со 2000 амандмани да блокира и да прави обструкции, што на некој начин е легално кога е власта слаба, поготово после ова, како и вие што спомнате, еуфорија по локалните избори. Ке издржи ли владава? Кој е вашето гледање? Јас мислам дека нешто ќе издржи, треба да издржи ова влада. Вашиот став е дека не ни требаат избори? Не ни треба. Изморени сме сите граѓани од избори. Дури некогаш мислиме дека кога ќе дојде недела, дали се избори. Па и ВМРО како да не сака избори, туку сака рекомпонирање на... Рекомпонирањето, да, они ги собра и подписите. Но на крај стана 60-60, што беше малце и чудно. Пошто после овие избори, наместо да се решат некои проблеми или прашања во државата, ние правиме политичка криза. А зошто? Па не би рекол дека се предоминантно 2 или 3. Да, тоа важи за Англија, важи за Соединетите држави. Меѓутоа во европските демокрации ќе видите дека по 3 или 4 партии наизменично се појавуваат и нови партии. Да, Бугарија е последниот пример, Хрватска на локалните избори така натаму. Да. Па видите и феноменот на зелените во Германија не е за занемарување. Мислам, кој што се издигна во една од водечки политички сили, да. Им требаше долго, неколку децении, но... Да, им требаше, меѓутоа... Таму се презасити, веројатно, таа политичка јавност. Знаете, треба да се даде шанса. Веќе влегуваме во еден ќорсокак, каде што бараме начини да излеземе. Еден од начините за излегување е и промена на моделот. Нормално, надвор од прашањето, сакам уште еден момент да спомнам, 2019 година Социјалдемократскиот сојуз, тогашниот министар за информатичко општество и администрација Дамјан Манчевски промовираше еден концепт кој што дури дојде и во собраниска процедура, тој се викаше за висока раководна служба. И феноменот што го предвидуваше овој концепт за прв пат беше воведување на конкурсот за директори на јавни предпријатија, дури до ниво на државни секретари. Далеку беше од совршен тој концепт. Не помина? Не, тој беше вратен на доработување, ако се сеќавате 2019 година крајот се случи Макрон. Се сеќам, но поради отпори, можеби ќе вулгаризирам, поради лепачи на партиски плакати, не ќе можат да дојдат на ред да станат директори или раководни функционери. Да, за жал. Неодамна се заинтересирав нормално каде е тој проект. Беше кажано дека повторно е поминат на влада, бидејќи беше вратен од парламентот на доработка и дека ќе го чекаме во собраниска процедура. А воопшто и мерит системот за администрација никако да профункционира, веројатно. Да. Па ова беше отпорите се сепак во големите политички партии. Конкурсот беше еден многу добар обид, велам далеко од совршен, меѓутоа добар обид, полека да почнуваме да ги. Зоран Петров, ајде да видиме што ни се случува. 2024 или 2022 ќе имаме парламентарни избори? Има премногу варијабли за да ви дадам одговор. Треба денес или деноиве да се промовира новиот кадровски состав на владата, значи тоа ќе биде еден од условите, да видиме колку ќе трае. Потоа имајте предвид дека имаме доста големи предизвици наредната година, тоа енергетска криза, поскапувања, пандемија и така натака. Не знаеме како тоа ќе се одрази врз стабилноста на владата, потоа имаме коалициони партнери, коалицијски партнери, кои што исто така не знаеме како ќе се однесуваат во наредните. Не ве прашав од позиција, нели како се на некој начин да речем во партија која е учесник во владината коалиција, утре може нема да биде, нели? Сеедно, но има ли реални шанси
ќе има ли кондиција и покрај ова што сега се случува во Социјалдемократскиот сојуз, обединување или раслојување, не знам, може вие ќе помогнете да издржи оваа влада до редовните парламентарни уште цели 2 и нешто години? Па, одговорив, не знам. Еве, најискрен одговор е не знам. Што и да кажам, ќе ве излажам, не сакам да преюдицирам, бидејќи има премногу непознати во целата ситуација. Искрено, еве, ако ве интересира мојата желба или мојот оптимизам не ме напушта, мислам дека можете, дека ќе издржи до 2024 година, бидејќи, знаете, кај нас секој воредни избори на некој начин значат и политичка дестабилизација, бидејќи одеднаш целиот систем се блокира, администрацијата чека да види кој ќе победи, па се прави. Што се случи со локалните и со Зоран Заев? Преспанскиот е последица на сето во крајна линија или? Многу фактори се, по моје мислење, многу фактори се, не е само Преспанскиот договор. Мислам дека незадоволството се јави на внатрешен план, на делот на внатрешните реформи. Пред неколку дена во својата колумна Горан Михайловски напиша дека Заев испорача слобода, но не испорача правда. А тоа беше главното очекување од него. Остана нереформирани доста сегменти во општеството и сето тоа е страшно иритантно кај луѓето. И нормално тој дел на, да ги наречеме, летечки гласови што му даваа поддршка претходно, сега одеднаш се повлека. Ова наша мала Македонија, наша мала територија доби огромно геостратешко значење после малку одвојување од компактноста на НАТО пактот на Турција. Грција веќе не е она што беше додека постоеше Југославија како центар на неврзаните. И таа изгуби големо значење геостратешко и западните големи тајни служби, а и овие нашите соседи, најдоа погоден терен. Така, професоре, како на улица или не знам било каде, во кафана, во ресторан, на некоја забава да препознаеме странски известител? Па има ли шанси? Не можете да ги препознаете така, затоа што тие се добро пенетрирани. Еве имаме огромен број на разузнавачи на службите на терористички организации. Имаме голем број на разузнавачи кои се одека пенетрирани низ оперативната акција Екзодус, која е испланирана и се реализира за префрлање на милионски број на бегалци од исламско, муслимански, арапски држави, меѓу кои покрај оние кои бегаат поради социјални прилики, има пенетрирано и голем број на разузнавачи кои треба да остваруваат увид и на самите овие што се имигранти, емигранти и азиланти, а и да работат. Така, не ми прифаќаат обично идеи, но може ли вака да предложиме Македонија е добра дестинација за шпиунски туризам, да кажеме, нешто да се развива во таа смисла. Се шегувам, се разбира, ме интересира сега со НАТО. Е Македонија побезбедна или е поатрактивна за овие активности за кои зборуваме? Ние добивме и тука еден поен кој нас не би можел и не би требал да не радува. Ние сега станавме едниот таргет. Да, тоа го изјави и од Москва и неговиот министер за надворешни работи Лавров. Знаете што, ние од тоа што станавме легален де јуре член на НАТО, не добивме ништо. Ние и денеска купуваме војна опрема и оружје преку некои приватни фирми на Бугарија. Ја бев на една презентација, не знам како погрешка ме покани, иако знае дека ја НАТО го гледам како воено-политичка одбрамбена алијанса. НАТО
во целата негова историја, од основање до денеска, се покажа дека е агресивна, да не му дадам уште еден додаток кој го користам ја во моето пишување и никој до сега не ми се спротивставил, се однесува како платеник на политиката на Соединетите Американски држави. Се разбира дека многумина нема да се согласува и од сферата на политиката, и од стратегијата, тактиката и така натаму. Но јас сакам да ве прашам, еве без НАТО, пред малку на почетокот на емисијата зборувавме за нашите соседи, за небезбедноста на Македонија како држава, за интегритетот нејзин и така натаму. Од тој аспект прашав, нели е сепак НАТО гаранција, бидејќи сите политички партии НАТО го имаат во своите програми. Сите релевантни политички партии и гласачите кога излегуваме на избори гласаме за тие програми, меѓу кои е и НАТО. И еве целта е постигната. Па гласаме ние за програми кои се како графити од зидовите во улиците, секои наредни избори ни се преведуваат, која партија досега, која се менува 30 години на власт, понуди програма долгоросна и на која ќе се држи. Ние не можеме, ако немаме концепција за национална безбедност и одбрана, не можеме... Го допревте прашањето што сакав да го поставам. Има ли сега Македонија, како држава, како институција државна, кондиција да се носи со овие предизвици, со известители, со заговори и така натаму? Нема. И како е поставено системот сега во Македонија во една реченица? Да ви дадам со еден пример само. Еден мој студент и магистрант го пратив кај еден мој пријател, кој претходно беше овдека војно аташе на Украина, кога беше Портокалова револуција 2007 година во Киев, го пратив да биде гостин кај тој наш пријател, беше војно аташе во Македонија и кога му истече мандатот си замина за Украина, стана директор на Централно војно разузнавање. Мојот студент беше кај него месец дена и во тие седенки, знаете, во Украина има убави дами и добра водка и вечерите може да бидат многу интересни. Седичи во друштво со високи разузнавачи на Соединените Американски држави, на Англија, на Франција, на Германија, таму на маса се прави транге-франге, се тргува со информации. Велите со убави жени и со водка, па можам да заклучам и вие сте имали убав живот. Слушајте ме сега да ви кажам, сакам да ви илустрирам нешто што мене ме навреди, али е тоа жива вистина. И во тоа гледа како овие продаваат информации за големи пари и прашал вика, добро, што ја, например, од Македонија, што вас би ве интересирало како тајна што сте вие спремни да го платите? И овие почнале да се смеат. Но викат по име Иване, да го донесеш тука сега твојот председател, 500 евра не ти даваме. Веќе нема вредност. Овој се навредил, вика, чекај, ја не го тапшали, вика. Знаеш што, не сакаме да те навредуваме, само сакаме да ти кажеме дека немате тајна што можете да ја продадете. Ние на Балканот, или ако го гледаме до пред 100 години, се уште се викаа племиња, или во тој контекст на зборуваме за поделено општество, поделеност е многу висока. Ако станува збор за египчаните, не се поделеност, него имаме и социјална гетоизација. Или зошто пак евреите, исто евреите се исто стар народ, или исто како старите египчани па обстајуваат. И никој не поставува тоа прашање зашто евреите. Добро, доцна дојдоа до држава, тие египјаните имаат држава. Добро, има уште народи без држава, има курдите, нели? Не, сигурно, но сакам да кажам за египјаните, историски имале држава династија. Добро, во Египет, ама не тука, тука биле сосема нешто друго, колонисти се тука, значи не биле. Така што тоа е реално. Таму градели пирамиди, овде копале рудници. Носат за злато и железо. Па пирамиди еден се правеле, имале, значи Египет многу античка Египет, многу други достигања, да не зборуваме сега за астрономијата, за земјоделието и приватно, а јавно сепак. Убаво ли е чувството египјанец, нели, историски гледано, како дел од нас, не нас, македонците, нели? Па добро, секој идентитет, секој народ и заедница си има гордост некоја. Има гордост некоја и има нормално и предрасуди, што сака да ги скрие и стереотипи.
А да кажем, кај египчаните на Балканот или балканските египчани се прилично стереотипизирана и се жртви на расна дискриминација. За Балканот зборувам, на расизам. Добро, професоре, вие да, сега Македонија со години вие сте и македонец, нели по државјанство и така натаму. По национален идентитет. И по идентитет секако. Национален, да. Национален, да. Ја правам национален и етнички. Ве разбирам, во смисла на Обединетите нации, нели, на нациите, но Така. ако јазикот е нашата татковина, а вие сте египјанин, која е вашата татковина? Ја таа теза како етнолог не ја прифаќа кај јазика нашата татковина. Така што имаме многу тоа што е като татковина на мексиканците. Шпанија ли е? Или на бразилците, која Португалија или татковината? Значи не држи таа теза. Таа е кажена од почитуваниот Конекси во некој контекст, во некој време за нешто друго, да. Коновски не е етнолог, Коновски е лингвиста и за да се долозите неприфатлива е, така што не стои. Докториравте во Софија. Научно не стои. Докториравте во Софија. Во Институт на БАН, на Бугарската академија на науките. Емотивно сте врзани за Бугарија? Па добро, Ве прашувам сега низ имам призма на пријатели. конфликтот што од време на време разгорува и сега актуелен меѓу двете држави. Имам пријатели, си соработуваме научно, дискутираме, дебатираме, така што не знам што беше тоа емотивно. Што ви викаат? Тие ваши македонци не се македонци, нели? Не, во Бугарија етнолозите немаат проблем со македонскиот народ, идентитет. Проблемот е повеќе кај политичката некоја елита и кај некои си историчари. И тие кажуваат стара генерација на историчари. Добро, ама Кај антрополози, етнолози нема проблем со македонските идентитет. египјаните ги ве нема во македонскиот устав. Ќе влезат ли бугарите пред вас? Значи, преамбулата на македонскиот устав не е норма. И тamo постои и другите. Така ли? Сега, меѓутоа, за жал тоа и другите од преамбулата, што не е норма, генерираат дискриминација. Не само египчаните, хрватите, црногорците, така ли, словенците, пољаците. Добро, и што е подобро, да се трне преамбулата или да се додадат етничките заедници? Ја теоретски како научник сум за граѓанска опција да се трнат сите. Меѓутоа реалноста политичка кажа нешто друго, значи да се впишат сите. Така што и да се избери во политички консенсус или во политичко гласање, треба да биде или сите или никој. Но што значи сите или што значи дел од народ? Сепак треба да има некој квантум, сега јас свака грубо, тоа бидејќи исто- за личности, за луѓе се работи, некој минимум за да може да... Тоа исто е една небулоза во нашата преамбула, што се стаи дел од народ. Значи, не може дел од народ да биде, не знам, етнолошки се не да зборуваме некои заедници, што таму ги се спомнуваат. Значи, а после нормативниот дел зборуваме за заедници, не зборуваме за делови од народ. И тука има исто конфликт. За луѓе кои се домицилни, тука се и родени, со генерации и така натаму. Значи, за автохтони зборуваме. Автохтоност, само, ми се чини во мажарскиот устав и унгарскиот, кажува дека автохтоност се смета таа заедница што најмалку 100 години живеел на територија. Така што не се води да некој си не знам абориджински корени. Египјаните